Спомена и ти, Јована, на поинаква локација за убав проект зборуваме наредниве минути во Македонија. Наутро сите родители, верувам, се среќни кога станува збор за здравата храна. Тоа е еден од начините како нашите деца можат да бидат здрави, од друга страна концентрирани до крајот на работниот ден. 186.000 ученици од 350 училишта во државава ќе добијат, односно веќе почнаа да добиваат здрава ужинка во рамки на проектот кој што го реализира Министерството за земјоделство. Деталите ги добиваме од министерот Љупчо Николовски. Добро утро, министер, благодарам за позитивниот одговор за разговор во утринската програма. Добро утро и на вас. Секоја сме тука за сите прашања и сите програми кои што ги имаме. Ајде на самиот почеток споменав, почна дистрибуцијата на јаболките по основните училишта. Децата ќе добиваат здрава ужинка. Станува збор за проект кој го реализирате преку програмата за откуп на свежо овошје, зеленчук, млеко и млечни производи. Ова е програма во делот на реформата во земјоделството, која што ја најавивме и за која што кажавме уште во 2022 година ќе имаме одредени пилот проект. Токму во тој правец е и програмата за откуп на свежо овошје, зеленчук, млеко и млечни производи. Тоа се познатите европски школски шеми, каде што се поддржува и домашното производство и каде што се регулира на пазарот, се откупува вишокот на производи и се спојува токму со училиштата и со останатите институции. Ова е прв пат, оваа година, оваа програма да ја донесеме за школски шеми, односно ја нарековме здрав оброк за секој ученик, во која што се откупени 750.000 килограми јаболка, македонско убаво јаболко, кое што е пакувано, пропратено со сите безбедносни проверки стандарди од страна на операторите. Оваа програма успешно започнува да се реализира, ова е пилот за оваа година. Сакаме да го тестираме системот дали функционира и во следната година не да зборуваме само за субвенции и друг тип на поддршка, туку и на овој начин да ги поддржиме и производителите, и домашните капацитети, и домашното производство, но и да обезбедиме здрава исхрана за сите овие 186.000 Две ученици. добра во едно. Почнавте со јаболките, ова е сезона за таа овошка, но има ли некаков план, да речеме, со какви ужинки ќе се продолжува и во наредната сезона? Има некаква агенда? Што би можело да се дистрибуира? Еве, програмата како пилот проект, но во сите училишта и за сите ученици ја започнавме и во текот на декември сите ќе добијат, до 15 декември ќе заврши дистрибуцијата на јаболката во сите училишта од страна на економските оператори. Ќе го тестираме системот. На терен сме за да увидиме како тоа ќе функционира. Големо е задоволството од родителите, од наставниците, професорите, но најмногу од дечињата. И ние оваа програма ќе ја продолжиме. 2023 година ја продолжуваме со 100% зголемен буџет и таа ќе се однесува и ќе откупиме и други производи. Сега се македонските јаболка, за да го тестираме системот, но во 2023 година со рекордниот буџет кој што го има Министерството, ќе покажеме дека еве овие европски мерки ги воведуваме и кај нас. Ќе откупуваме различни типови на овошје, различни типови на зеленчук, на млеко и млечни производи, согласно нормативите и стандардите на Министерството за образование. Морам да напоменам дека долго се разговараше, дискутираше, работеше заеднички тимови на повеќе институции и на агенциите за храна и на Министерството за образование, и ние ќе сакаме да ја прошириме и во делот на производи, различни типови на овошје, различни типови на зеленчук, млеко и млечни производи, во различни периоди од годината да бидат дистрибуирани до сите ученици во сите училишта. Ги споминавте реакциите помеѓу учениците и наставниците пред основното училиште Коле Неделковски. Сме додека ве очекувавме за разговорот, поминуваат дечиња кои што меѓу себе разговараат. Добивте јаболки? Да, и знаете ќе имаме и за денес. Навистина се позитивни реакциите. Да, ние имаме сите многу пораки од родители, од професори, дечињата тоа го споделуваат и на Facebook и мислам дека еве треба да продолжиме. Еве реформата дава резултати видливи, со кои што и ги носиме европските мерки тука, но и даваме голема поддршка на домашното производство. Само да напоменам, многу наши институции набавуваат и вршат јавни набавки за храна
и за голем број на вработени, како што се армијата, полицијата, детските градинки, здравствените домови. Наша цел е во 2023 година да овој систем функционира не само во училиштата, туку во здравствените институции и да работиме на тоа заеднички со Министерството за здравство, во детските градинки, работиме на тоа со Министерството за труд и социјална политика и во сите овие други институции каде што се набавуваат, па и имаме увозни производи, а кога имаме наши македонски домашни квалитетни производи, кои што навистина може да ги поддржиме, но и да креираме систем на безбедност, односно на здрава храна, да ги учиме и децата на здравите навики. Јас се радувам на токму таквите убави реакции. Колку пари се предвидени за овој проект и ќе има ли доволно и во 2023, ако сакаме да обезбедиме континуитет? Секако дека продолжува ова програма, таа е воспоставена, веќе се воспоставени механизмите и секоја година треба да продолжи истата програма, заради тоа што е дел од целокупната реформа во земјоделството. 20 милиони денари се предвидени оваа година само за јаболката, како што кажав, откупени се 750 тони јаболка. Следната година, на почетокот на годината, имаме 40 милиони денари. И верувам дека со тие средства ќе се откупат и други производи, зеленчук, млечни производи кои што ќе бидат потребни за учениците, но со ребалансот, односно со целокупниот буџет кој што е 9 милиарди денари во време на криза во делот на земјоделството, верувам дека ќе имаме и дополнителни средства кои што кога ќе покажеме пред јавноста дека овој систем функционира, даваме поддршка на македонското земјоделство, на домашните убави наши производи, дека учениците, дечињата се задоволни, а со тоа и родителите, и целокупниот систем функционира и верувам дека ова ќе профункционира и во детските градинки, во здравствените институции и во останатите институции каде што се набавуваат овие производи. Не случајно сме во општина Центар, од тука некако стартуваше проектот. 186.000 ученици споменавме, добиваат веќе во моментов или? Започнавме од Шуторизари, Центар. Оваа програма започна од 1 декември, од вчера. И верувам дека во следните 10 дена ќе заврши дистрибуцијата на пакуваните јаболка во сите 350 училишта за сите 186.000 ученици. Таа дистрибуција оди брзо. Ние сигналите, односно информациите кои што ги имаме дека досега веќе околу 250.000 килограми се веќе дистрибуирани, значи 1/3 од вкупната количина е веќе испорачена во училиштата, не само во Скопје, во сите општини, во сите училишта и за сите ученици, и сум сигурен дека навреме ќе стасаат јаболката македонски до нашите ученици. Сосема за крај, што мислите, ќе успее ли проектот полека на сигурно да ги менува и навиките во исхраната? Јас верувам со сите програми кои што ги промовираме и поддршки за малите производители, за малите винари, за малите дестилери, за малите производители на храна од животинско, од неживотинско потекло, кои што ги има насекаде низ државата и добиваат грантови, произведуваат најубав ајвар, маџуни, сирења, кашкавали, по сите безбедносни стандарди евидентирани во Агенцијата за храна. Тие се над 500 и нашата цел е да стасат до 2000. Ова е друг проект кој што дава резултати, но и ги менува навиките, начинот на размислување, но и ги користиме најдобрите наши природни ресурси и богатства кои што ни ги дала природата, и верувам дека ќе ги користиме токму во овој правилен правец, а крајната цел е да ги менуваме навиките и да се научиме на здрава храна. Благодарам за разговорот во Македонија наутро, со сите оно што ќе биде ново имаме во студиото 3, може така? Секако, во секој момент. Благодарам и на вас. Благодарам. Проектот започна со реализација за отприлика 10 дена, како што го слушнавте и министерот Николовски. 186.000 ученици ќе добиваат здрав оброк. Добрата страна е што има соработка со земјоделците, се откупуваат домашните производи, од друга страна им ги менуваме навиките за здрава храна на нашите деца. Студио?